И добре дојдовте повторно на каналот кај BTG Крипто. Добре дојдовте повторно во неделата. И денеска би сакал да зборувам за одредени сигнали кои што се појавуваат и ни кажуваат дека всушност сме многу блиску до врвот и колку повеќе одиме во доцната фаза на циклусот на биткоин, колку повеќе можеме да ги видиме овие сигнали кои што се појавуваат насекаде околу нас. И верувале или не се случува толку брзо, што ми предизвикува да верувам дека всушност би можеле и во овој weekly cycle да го направиме тој врв да биде четвртиот left translated или пак петиот. Ќе покажеме подоцна и на чартот и секој не мора да верувате што кажувам и што правам. Тука на каналот ги презентираме работите кои што всушност ги гледаме на пазарот за да успееме да бидеме пред сите и секако на крајот, како и вообичаено, ќе ги проведиме чартовите во живо и ќе направиме одредена техничка анализа на нив, за да бидеме спремни за следната недела. И доколку веќе не сте го направиле тоа, слободно претплатете се на овој канал и ајде денеска да навлеземе во денешната епизода. Тука можеме да погледнеме одреден чарт. Како што можеме да забележиме, ова е во одредени книги го пишува и ова е движењето кое што моментално се случува на чартот на Total, мислам дека беше Total, на тоталниот market cap, како што можеме да видиме. Тука имаме движење, uptrend, resistance line, support line и тука имаме странични движења. И што се случува после по пробивот имаме таргет, ова зелена линија тука, која што е поставена тука и имаме таргет, погледнете тука во овој дел. Овде, секако, пред тоа да се случи, би требало да имаме поголемо движење нагоре на тоталниот крипто маркет кап и тука очекувам подоцна огромен одлив од страна на маркетмейкерите кои што би ја придвижиле цената до тука. Доколку погледнеме Ethereum, веќе сме активни во алткоин сезоната, како што може да забележиме, односно во Ethereum сезоната. И погледнете тука, класичен пример од книга, left shoulder, head, right shoulder и погледнете. Тука веќе сме на пробивот од оваа зона која што би требало да не однесе технички гледано до 22.000, но верувам дека реалната цена е до некаде 10.000 тука, можеби. Доколку таа биде на 22.000, веројатно биткоин би бил на 370.000, но тоа се огромни бројки кои што мора да почекаме за да се повериме во нив. И доколку следиме овој чарт, можеме да погледнеме колку пати алткоин сезоната всушност започнуваше, но тоа беше повторно одбивање од гозискиот канал, повторно започнува и одбивање од гозискиот канал. Дали и овој пат тоа ќе биде случај, останува да видиме. Мислам дека се големи шанси за тоа, бидејќи сме многу длабоко навлезени во доцниот период на овој bull market. Секако тоа е можно да се случи во 1 до 2 месеци, но секако ќе оставиме на времето да ни покаже што натаму
и моментално формираме bull flag на индексот на алткоин сезоната, доколку кога ќе има тука breakout, можеме да кажеме дека всушност тоа бил bull flag и верувам дека голем дел од алткоините ќе направат уште поголеми движења во следниот период. И сега погледнете тука, имаме одредени движења кои што се случуваат во одредени месеци, погледнете. Имаме константно повторување на овие движења и погледнете, јули, август имаме движење нагоре, септември мала корекција тука и повторна експлозија нагоре. Во 2018 година, погледнете, повторно движење нагоре, јули, август, септември корекција мала и повторно продолжување нагоре. И истиот случај го имаме во 2021 година, кога имаме движење нагоре во јули и август и подоцна во септември имавме враќање на цената, ретест на одредени зони и повторно се придвижи нагоре. Дали тоа ќе биде случај и сега? Ќе ни биде потребно уште некој месец да го дознаеме тоа, и нешто на кое што верувам дека треба да обрнеме внимание се подкастите на големите играчи кои што се случуваат точно кога треба да се излезе од пазарот, и тоа не било каде, туку на големите канали кои што се со милионски следбеници. Верувајте дека тука излегуваат голем број на големите играчи и тие канали се например како Џо Роган, Шон Рајан, Лекс Фридман, кои што верувам дека го прават тоа со една цел, а тоа е да овозможат на себе си веројатно или пак на другите луѓе да овозможат да излезат од пазарот. А доколку го погледнеме чартот на Етериум, можеме да забележиме дека голем дел од своето движење во овој бул маркет и претходните бул маркети го поминал во опоравок. И погледнете го ова движење тука, странично, досадно, неинтересно за голем број на луѓе кои што присуствуваат на криптопазарите. Исто и тука, странично движење, досадно, и одеднашка се случува движење нагоре кое што ги пробува и претходниот врв и носи нови all-time highs за Ethereum и сите се тука изненадени, а маркет мекерите тука всушност продаваат и излегуваат од нивните позиции. Дали тоа ќе биде случај и овој пат, треба да останеме да видиме, многу сме близко тука да пробиеме и да останеме на ова ниво тука, за да имаме ретест и потоа да продолжиме нагоре. Сето тоа може да се случи многу брзо, како што се случуваше до сега. И погледнете тука, тотално се сложувам со овој статус, каде што можеме да погледнеме дека имаме два вида на мислења, и тие имаме два типа на луѓе, каде што имаме голем број на мислења дека ќе има огромна алткоин сезона, каде што сите ќе направиме огромни профити, и оние кои што мислат дека ќе се свртиме надолу и дека цената ќе продолжи да паѓа надоле. И верувам дека вистината е токму помеѓу овие две мислења, каде што 90% од овие луѓе ќе изгубат пари и 90% од овие луѓе ќе изгубат пари. А погледнете, ова ни укажува дека ритейл секторот е веќе тука, имаме активна алткоин сезона, бидејќи терминот altkоинс постигнува нови врвови на претржување. Верувам дека ова ќе продолжи уште неколку недели можеби, и потоа повторно се ќе почне надолу да се движи. Нема да имам толку интерес кога луѓето ќе почнат да губат пари повторно. И токму тоа што го кажав, можеби имаме само 30 дена останато од алткоин сезоната, не можеме да го знаеме, но верувам дека алткоините можат многу брзо да пораснат и многу брзо да ги намалат своите вредности, така да ова се поклопува и со циклусот за биткоин, каде што би требало да видиме скоро за месец, месец и пол, па дури и 2 месеци, да го видиме врвот за биткоин и потоа
да имаме поголем пат, кога овие ликови ќе почнат да зборуваат на подкасти за Етериум или пак за некоја друга криптовалута, верувајте дека всушност е крајот и ова се мејнстрим луѓе кои што се донесени само за да можат големите играчи да излезат од пазарот. И нешто интересно што инаку не сакам да ги пратам овие вести, бидејќи саме знаете колку се манипулирани и тоа ќе го докажам сега. Овде ќе ви биде јасно се од насловот. И погледнете, тука ни пишува дека често предвидевата шема на биткоин е скршена и нема потреба повеќе да го читаме ова, само ќе се префрлиме на чартот и ќе видиме дали е точно тоа. И само погледнете, 35 месеци врв, 47 месеци до дното. 35 месеци до врв и 47 месеци до дното, од мерени од дно до дно, како што се мерат циклусите. И тука се уште малку до 35-тиот месец и како што можете да видите колку всушност овие ликови знаат да манипулираат и да изјавуваат лажни вести тука. Така да сега ќе се префрлиме на техничка анализа, да видиме докаде сме со биткоин. И погледнете, класично формирање на DSI тука, може би ќе има мало враќање повторно, но ова ни укажува дека имаме пробив на оваа тренд линија и верувам големи цени нагоре. А зошто верувам дека и во овој weekly cycle low би го формирале овој врв? Верувам бидејќи погледнете сега сме во четвртиот, токму поради овие вести горе наведени, а потоа и техничката анализа која што ни укажува на тоа. Секако мора да сме спремни да ги промениме своите ставови доколку имаме потреба од тоа, но сега за сега одиме со ова, бидејќи како што можете да видите се исполнува. Верувам дека моментално го формираме третиот дел, односно циклус од овој weekly cycle, така да верувам дека ќе продолжиме нагоре и ова всушност може да биде left translated cycle, бидејќи сме во четвртиот, евентуално би имале и пети, но погледнете, доколку left translated би било, доколку го измериме од тука 60 дена, можеме да забележиме дека до крајот на август можеби би го виделе овој врв, но не можеме да тврдиме со сигурност. Додека всушност не го видиме тоа, ова може да се случи во 2-3 недели цената да достигне до тука. Така да сега за сега оди се по план, го формиравме DSI low и продолжуваме нагоре. Каде ќе стигнеме, ќе оставиме на времето да ни покаже. И погледнете го USDT, имаме класичен пат и како што кажа и претходните видеа, можно е да имаме странично движење, а сето ова му одговара на биткоин за да може да прави нови врвови. А сега да погледнеме малку и индексот S&P 500. Имаме нови врвови за него. Верувам дека ќе продолжиме нагоре, бидејќи сме во третиот дел од овој неделен циклус. Ова беше само веројатно half cycle, каде што цената во средината на циклус се придвижува надоле да се ликвидират позиции и повторно ќе продолжи нагоре. Како што можете да забележите, немавме пробивање на оваа цена тука и цената продолжи нагоре. А златото очекувам големо движење искрено нагоре, бидејќи сме 1-2 и верувам дека после оваа консолидација, погледнете, скоро 3 месеци тука сме во консолидација и очекувам големо движење во третиот циклус сега за златото, доколку тоа се случи
ние сме позиционирани во однос на ова. Така да, тоа е тоа од прилика сега за сега. Би сакал да ве поздравам, имајте убав ден, се гледаме во следното видео. Поздрави, чао чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my